Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Возлюбени браќи и сестри во Христа, почитувани пријатели и слушатели на емисијата Патот на животот. Добро ни дојдовте во 9-та емисија од 4-та сезона на оваа емисија. Како и секојаш до сега, мој соговорник и соуредник на емисијата е отец Ивица Тодоров и денеска со него одбравме една, се надевам, многу интересна и актуелна тема, а ја насловивме верата, црквата и политиката. Да тргнеме, отец Ивица, од верата, да ги разграничиме овие три поими, за да можеме понатаму да дискутираме онака како што е вистинската смисла и на верата, и на црквата, и на политиката. Прво, добро вечер до нашите слушатели, слушателите на радиоемисијата Патот на животот. Интересна тема денеска, братушко, плод на многу разговори, на размислувања. И мислам дека со оваа тема ќе се обидеме колку толку да разјасниме и да разграничиме некои нешта, за на нашите слушатели да им биде полесно разбирливо, значи, учеството на црквата во општеството, во политиката, влијанието на политиката во црквата, обратно и така натаму и така натаму. И што во сето тоа е благословено, позитивно, прифатливо, што не е и така натаму. Значи, убаво го спомна тоа дека за да на нашите слушатели им биде јасно и да може да ги разграничат нештата, е битно да се дефинираат. Така, интересно е дека ние денес употребуваме многу поими, меѓутоа не ги разбираме до крај вистинското значење и затоа има многу, после настануваат проблеми. Од почетокот, од неразбирањето. Термини кои луѓето просто си ги прифаќаат онака без да го знаат нивното вистинско значење. Например, кога денеска се говори за вера, значи под вера, како говорам како православен христијанин, ние православните христијани ја подразбираме таа од Бога откриена вистина на нашето постоење. Значи, ние во тоа веруваме, односно го прифаќаме, имаме довера во тоа и тоа е нашиот критериум, нашиот темел, односно тоа е, како да кажам, на еден начин принципот и вредностите со кои ние го формираме како православни христијани нашиот светоглед, значи нашата вера. Значи, освен тоа што имаме доверба во Творецот, значи ние имаме доверба во неговата вистина, во тоа што тој го открил, и тоа треба да представува критериум на нашиот живот, значи единица мерка, вреднување на многу нешта што се случуваат во нашиот живот и надвор од нашиот живот, и се разбира формирање на светоглед и формирање на вредносен систем. Значи, верата на еден начин тоа ни го дава, значи тоа е тој контекст кога ние спомнуваме верници, вера и така натаму. Значи, конкретно се работи тука за конкретна вистина од Бога откриена, што ние би ја нарекле догматска вистина, значи како црквата тоа го прифатила, разбрала, објаснила и така натаму. Така, веќе влегуваме во вториот дел од денешната тема црквата. Значи, која се чинува црквата? Што е црквата? Уште веднаш, значи, кога веќе имаме луѓе кои имаат вера, односно имаат доверба во Творецот, ја прифатиле таа вистина, нивното заедничко живење е наречено еклесија или црква. Значи, црквата е заедница на верници, односно заедница на личности кои на ист начин ја доживуваат, разбираат, практикуваат и исповедаат од Бога откриената вистина. И тие сочинуваат црква, односно уште еден термин кој се користи во Светото писмо на Новиот Завет е тело Христово. Значи Христос е глава на црквата, тој што е возглавува таа заедница, а неговите ученици се телото негово, односно тоа тело со кое тој делува во овој свет, значи преку црквата, во силата на Светиот Дух, Христос делува
во овој ваков свет, затоа што Христос е основач на црквата, тој е темел на црквата, затоа што Христос преку неговата откупителна жртва и овозможи на луѓето да имаат обновен живот, односно живот ослободен од сатанското робство, од злото, од гревот. И сега тие луѓе што го прифаќаат односно оваа вистина, оваа можност, оваа надеж, тие сочинуваат заедница која се нарекува црква. И таа црква себе си се дефинирала на Вториот Вселенски собор во Константинопол како една света соборна, односно католична и апостолска црква. Така, значи, најчесто кога ќе спомнеме црква, луѓето веднаш си помислуваат за институцијата црква или објектот црква, меѓутоа црквата сочинуваат конкретните луѓе што се таму. Црквата со текот на времето има потреба и од институција, затоа што мора некој да го организира тој живот на таа заедница, да се грижи. Значи, пошто за времето апостолско, значи во времето кога апостолите се уште биле и биолошки живи, значи по денот на Педесетница тие ракоположувале, односно властувале луѓе кои ја пренесувале мисијата понатаму на црквата, спасителната мисија и проповедта на Евангелието, тоа биле епископите. Епископите ракоположувале своји помошници, презвитери и ѓакони. И така се формира таа црковна институција или тоа црковно организационо јадро на служебното свештенство, кое им му помага на општото свештенство на верните да функционира како една организирана заедница со своји цели, мотиви, визии, одговорности во овој свет. Така, и сега црквата делува во една поширока заедница која се нарекува полис, тогаш е нарекувале полис или град, и тоа организирање на тој полисот се нарекува политика. Може ли вака да се Добро, тоа со полисот и политиката е малце порано од црквата, значи од формирањето на новозаветниот народ Божи, значи таа политика има едно дело на тоа политика, всушност зборот политика е од грчки происход. Има едно прекрасно и многу длабокоумно дело на Аристотел, баш за оваа проблематика политика, во кое тој всушност говори за таа потреба. Значи, ако црквата како заедница треба да си го организира својот живот, така еден полис или еден град, пошто во тоа време всушност немало држави во оваа наша смисла на зборот, значи тогаш црква, општеството, заедницата се организирала во полиси. И политика би било, значи, организирање на заедничкиот живот на граѓаните од тој полис, и целта, како што вели Аристотел, на организирање на тој живот е да придонесе сите граѓани од тој полис да бидат задоволни. Така. Добро, јас се надам дека во воведот точно ги разграничивме овие поими и дека дадовме насока за денешната емисија, а тука предлагам една мала... Политиката, не е нешто негативно, како што денеска многумина имаат погрешна една понатаму се надам дека ќе го разјасниме, дека на добра основа ја поставивме денешната емисија, тука ќе направиме една мала пауза, а потоа се разбира, ќе продолжиме понатаму со темата верата, црквата и политиката. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, во денешната емисија зборуваме на тема вера, црква и политика. Во првиот дел од емисијата дадовме еден вовед во кој ги објаснивме поимот што е вера, што е црква, што е политика, меѓутоа сега понатаму ќе збориме за нивниот сооднос. Како овие да се усогласат за да функционира така како што би требало да функционира. Значи, спомнавме како што тоа и Аристотел го напишал во своето познато дело Политика, иако веќе кога се повикуваме на Аристотел, значи на мислителите од древноста, за политиката не пишувал само Аристотел, пишувал и Платон. Так. Држава, негово познато дело. Така, да. Со тоа гледаме дека древните философи, мудреци
навистина ставале акцент за тоа како успешно треба да се организира заедничкиот живот. Први во еден полис, па после во еден етнос, народ и така натаму. Но за тоа имаме и од источните мудроци, конкретно кинески. Конфуција исто така. Значи, он става голем акцент на тоа да дојдат просветени владетели, односно образовани владетели, односно луѓе кои ќе треба да владеат со едно општество, да бидат подготвени за тоа. Така, врз вистински здрави принципи, за да може И Лао тоа Цзе исто општество целата таа функционира. негова книгата на патот и така натаму, иако има општи духовни принципи многу интересни, кои се навистина силни, но тоа исто така посветено за Така, и тие се универзални, важеле и за тоа време. да, и за тоа време и за ова време, денес, да, за пошто сите тоа се време. универзални вистини, искуства, Така, што овие мудри луѓе ги имаат осознаено, се разбери од претходните генерации, они ги синтетизирале. И дури Макиавели исто така за владетелот, да, че тоа се тие идејни фундаменти околу нештата како може да се говори за политиката и дека од почеток политиката, како што реков и на почетокот, имала за цел да го организира заедничкото живење и да послужи граѓаните на тој полис или на тој етнос, на тој народ, да бидат задоволни од управувањето. Значи, од почеток политиката е врзана со управување, значи организирање на заедничкиот живот, но за жал понатаму како што гледаме како се развиваат нештата, под политика се подразбира начин како да се дојде до власт И да се владе. и да се владее. Значи, Така на тука другите. веќе наместо да се размислува, тоа е многу интересно, наместо да се размислува како да на луѓето што го сочинуваат тоа конкретно општество да им биде подобро, значи веќе некои размислуваат како да дојдат на власт, за да на нив и на некој потесен круг од луѓе, олигархија, што нарекува Аристотел, им биде подобро. И затоа тука настануваат и многу сериозни трагедии во општественото живење и затоа полека, за жал овој убав термин политика, добива едно пежоративно значење. Денеска да видиш да се занимаваш со политика, односно да видиш политичар, во очите на многумина е нешто негативно. Така. Да, за жал. Интересно е дека уште нели во тие стари времиња постоел тој израз демократија, управување на демосот, меѓутоа еве ние знаеме Но тоа посебно треба да се од објасни искуството. што значи тоа. Треба да се објасни посебно од искуството на црквата дека има разлика помеѓу демос и лаос. Значи, демосот го сочинуваат оние што имале право на глас. Да, во еден полис. Да, во еден полис, а голем број од луѓето немале право на глас, посебно Жените и жените, робовите. робовите, странците Да. и така натаму. И сега, значи лаосот го сочинувале сите луѓе што се дело од тој полис, а демосот го сочинувале само оние што имале право на глас и што И имале можно да право владеат. да владеат. И сега разликата е да речеме, тука мислам дека црквата, незината мисија е да действува во лаосот. Значи таа не е за одреден круг на луѓе што може да владеат. Не е елитна организација. Не е елитна Не е организација, елитна заедница. туку е на сите. За разлика од политиката, што најчесто се За концентрира жал. само на оние што имаат право на глас, што може да ги изгласаат. Така. Тие политичарите. Значи, веќе кога говориме за црквата како заедница, значи, црквата има задача од самиот Творец. Значи, затоа што црквата е небоземна организација, ако можам да кажам, или црквата е богочовечки организам, затоа што глава на црквата е Христос. Христос, Месијата, Синот Божи кој стана син човечки, како наш спасител, како Месија, тој е единствениот посредник на човештвото, односно на новозаветниот народ Божи, на црквата, со нашиот небесен татко, со нашиот небесен отец, тој што е центарот на постоењето. И тој што е центарот на постоењето, преку нашиот единствен посредник, кој седи одесно на отецот во символична смисла на зборот, че има таа чест, преку главата на црквата, односно преку Христос, во силата на Светиот Дух, значи преку тие несоздадени божествени енергии, Бог делува
кај сите оние луѓе, значи, сега ако старозаветниот народ, божјеврејскиот народ беше народ, етнос, кој беше во исто време и заедница, верска заедница. Значи, тамо се поклопуваше верското и етничкиот момент, значи, да бидеш евреин, во 8-миот ден се обрезуваш, ти стануваш покорен на Јахве и така натаму, значи тоа е заветот. Значи, сега новозаветниот народ Божи, значи по доаѓањето на Месијата, по доаѓањето на оној што го очекувал старозаветниот народ Божи, по откупителната жртва Христова на крстот, по неговото воскресение, по откривањето на вистината на постоењето, по откривањето на вистинските вредности на постоењето и смислата и така натаму. Сега црквата во силата на Светиот Дух од почеток водена од апостолите, потоа од епископите, презвитерите и ѓаконите, таа почнува да делува не само кај еден народ, значи не само кај еврејскиот народ, туку таа својата мисија ја има и кај другите народи, значи и не само во полисите, не само во градовите, туку и не само кај тие структури кои ја имале мојта власт и така натаму, туку црквата го повикува и демосот и лаосот. Значи, и односно црквата е за секого. Затоа и апостол Павле вели, веќе нема евреин или елин, односно нема представник на старозаветниот народ Божи или на варварите, на паганите. Значи, сега во Христа сите се повикани. Значи, нема избран народ. Сите може да бидат членови на новозаветниот народ Божи. Нема робови, нема господари. Да, нема робот, нема слободен, да. Значи, сите се едно во Христос, и нема машки пол, нема женски пол. Значи, говори дека не може, црквата никого не отфрла. Значи, црквата не сме да се претвори во елитен клуб само за некои. Значи, сите се повикани, сите се избрани, така, сите се повикани за спасение. Сега кога ги кажеш од Тецивица, елитен клуб, гледаме политиката како действува. Често спротивно од денешната политика, односно политиката и во денешно време, но тоа е веќе последица од неколку века понапред и така натаму. За жал, политиката почнуваат да ја формираат, односно битката за власт, за да се дое на власт, за да се спроведат конкретни цели, идеи, вредности и така натаму. Значи, ја спроведуваат структури кои се олигархиски. Значи, иако ние денеска говориме за демократија, да, демократијата овозможува на секого да учествува во избирањето. Но многу често ние не знаеме кога го даваме својот глас, кога него го избираме, ние не знаеме кој е тој. Значи, за кого избираме. Многу често партиите во предизборието говорат едно, потоа нешто друго, или исполнуваат дел од програмата, а нешто што не ни кажале, после тоа си го дополнуваат и така натаму и така натаму. И многу често се случува денеска во оваа демократија, и плюс ние не знаеме и кој ги финансира ова. Иако има закон за финансирање на партиите СС, но ние често тие многу сериозни средства кои ги добива, и со текот на времето се создаваат тие олигархиски кругови. Значи, и почнува за жал политиката, односно демократијата, наместо да служи за подобрување на заедничкиот живот на граѓаните на едно општество, таа почнува да служи за жал за исполнување на некои многу проблематични цели и вредностни, идеолошки и така натаму. Или коруптивни, да. И сега, во целиот овој контекст, значи во едно општество, конкретно да не биде многу абстрактно, значи конкретно во нашето македонско општество, значи освен што во ова македонско општество најголем процент се македонци, значи сепак учествуваат и граѓани од друг етнос, со друга национална припадност. И сега
секој има политички партии, секој се Различни бори за убедувања. власт, односно, дака, не што се подразбира под тоа, кажавме пред малце, но, за жалост, се губи корективот. Значи, се губи корективот. И сега, црквата, како заедница, значи, не е црквата како институција, да, таа треба да биде представена сепак од синодот, од епископите, од презвитерите, но сепак секој член на црквата има право да го каже својот став и во однос на нештата што се случуваат во црквата и се разбира во општеството. Но сепак црквата, како богочовечки организам, како она што ги носи од Бога откриените вистини и вредности на живење, таа секогаш е повикана да биде коректив. Да не биде критизер, но да биде критичар на нештата. Значи, со една љубовна критика, значи не да критизира, не да омаловажува, но да опомене кога ќе треба и да советува. Значи, и да опомене за тоа дека на телото на еден општествен организам се појавува рана од несоодветно политичко владење, и се разбира да помогне да се залечи таа рана. Значи да се очисти таа рана и да се залечи таа рана. Не само да се зборува. Значи, црквата како заедница треба да има и текако активно учество во општественото живење. Но, затоа што сме ние секуларно општество, каде што црквата е одвоена од владењето на општеството, од државата, значи, одвоена од власта. Значи, црквата не смее да се меша во структурите кои владеат и обратно структурите кои владеат не би требало да се мешат на црквата, но сепак црквата како заедница која делува во тоа општество и текако е повикана да помогне за усовршување на заедничкото живење. Односно, таа треба да и помогне на политиката. Така да политиката и црквата треба да бидат сојузници, а не да влегуваат во антагонизам. Така, ти благодарам, отец Ивица. Тука ќе направиме уште една пауза и после ќе продолжиме и понатаму да ги потсетам слушателите со денешната тема вера, црква и политика. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите 9-та емисија од 4-та сезона на Патот на животот, се разбира на брановите на Радио Слободна Македонија, а со Ивица Тодоров зборуваме на тема црквата, политиката, односно и верата тука. А дојдовме до момент кога отец Ивица ти зборуваше за тоа дека црквата и политиката треба да бидат сојузници, а да не бидат антагонистички Ама ако се разберат во настроени. вистинското значење. Сега да го објасниме тој момент. Значи, еве јас имам едно прашање за тебе, братушко. Дали еден член на црквата, еден верник, може да биде политичар и да учествува во политичкиот живот на своето општество? Така, значи, тој секако дека би можел, меѓутоа според мене, како и за демократија, за учество во политиката, така и во црковниот живот, во се треба да се има искуство и одредена зрелост на личноста. Но дали може? Па може, зашто да не? Дали е, според мене, дали тоа може да се разбере ако, например, имаме некој активен член на црквата, кој е познат, односно човек со сериозно духовно искуство, и ако, например, стане премиер на Република Македонија или председател на собранието или министер, или не е битно. Дали на тој начин црквата се меша во државата? Не. Али тука е разликата помеѓу поединечното искуство и нели група. Тоа е. Значи, друго е црквата која институционално има влијание, значи, а друго е сега ако црквата изнедрува своји членови кои се квалитетни, кои се етични, кои се конструктивни, кои се интелигентни. И сега, како еден член на црквата влезе во управувањето на општеството, тогаш длабоко верувам дека како еден верник, вистински верник, дека тој ќе работи за доброто на сите граѓани. Затоа што не само за доброто на своите сочленови, односно за доброто само на својата црковна заедница, туку ќе биде одговорен и за оние. Да, тоа е тоа. И јас тука особено ја гледам
Значи во овој контекст особено гледам позицијата на црквата во особено, а и сега во сегашност и така имаме разни вакви онакви состојби, но особено во иднината на македонското општество. Се разбира дека и исламската верска заедница и другите верски заедници ќе изнедруваат, дај Боже да изнедруваат квалитетни и етични личности, здрави, ментално, емотивно здрави, психички, здрави личности, да, многу е битно тоа, пошто многу е битно кој ќе дојде на позиција да раководи. И тука е многу, тука го гледам јас, освен и други аспекти, но тука во тој момент го гледам учеството на овие верски заедници, конкретно на црквата, значи во формирање на здрави личности, на градивни личности, на одговорни личности, кои кога ќе дојдат таму кај што ќе треба да дојдат, да раководат со општеството, тоа ќе го прават со вредностите на својата верска заедница. Значи, со вредностите, пример, конкретно, па и во христијанството, во исламот, човеколюбието, боголюбието, значи, честноста и така натаму, тоа е тоа. И сега, јас длабоко верувам дека едни такви личности ќе формираат една сосем подруга представа за политика. Така, интересно е дека мнозинството луѓе мислат дека дури да дое честен човек во политиката, дека не може да опстане, ќе го исфрлат од игра. Што мислиш ти, отец Ивица? Човек со вакви вредности влегува и дали може да опстане? Значи јас во денешна политика. Самиот ти знаеш дека многумина ме знаат како реалист, не сум човек со розови научари, но реализмот не подразбира и неверување. Значи, јас реално гледам како стојат работите, особено на овој степен на организација и на нашите политички партии, па и како функционираме како црква и така натаму, треба доста да се расте, но за едно 2-3 генерации, братушко, да, за едно 50-60 години, може и помалку, да, нештата ќе се сменат, доколку не станат многу полоши од денес. Но јас сакам оптимистично да размислувам и црквата треба да свати, пошто говориме конкретно за црквата, конкретно нашата помесна Македонска православна црква, Охридска архиепископија, како помесна црква на едната света соборна католична апостолска црква, пошто црквата не е само Македонија, ние сме дел од целото тело Христово, така нешто. Но конкретно говорам за нашата помесна црква, значи таа навистина треба посериозно да размислува и според евангелските вистини од Христос откриени, посведочени, да го дефинира своето учество во македонското општество. Односно освен таа сотириолошка димензија, значи духовна, спасителна, таа треба да го дефинира и да има посериозен ангажман во подигнување на духовноста, етичноста, па и квалитетот на живеењето на сите граѓани во Република Македонија. А црквата како може да помогне? Така, еден од главните принципи Христос што ги проповеда е принципот на оној што сака да биде најголем треба да ви биде слуга. Значи, оној човек, онаа личност што нема таков квалитет во себе, да им служи на другите, не може да влезе во политика, не би требало. Значи, братушко, па да одиме околу терминологијата. Прај министер, значи прв служител, министер, значи служител, значи слуги, министрите се слуги. Значи оние кои ги водат министерските ресурси, значи тие луѓе го добиваат својот легитимитет од народот, значи говорам за денешната демократија, денеска секој имаат право на глас после 18 години, да. Значи го добива тие преку конкретна политичка партија која излегла на избори со конкретна програма. Значи таа политичка партија добила повеќе гласови од граѓаните и најквалитетните личности од таа политичка партија треба да бидат поставени на тие министерски места, да му служат на народот, односно да им служат на граѓаните на едно општество. Значи тие се поставени таму да го унапредуваат заедничкото живење. Значи, живењето на целата заедница, но се разбира и унапредување на животот на самата личност. Значи, има многу сегменти. Од искуството во Светото писмо се забележани многу личности
и нашето свето предание исто така има предание за луѓе што се занимавале со политиката, па дури и на ворот биле владетели. Меѓутоа имаме и позитивни и негативни примери на луѓе што добиле некаква власт и ја искористиле или за ова или за она. Еден од најпозитивните се разбира Јосиф. Таму кога отишол фараонот го назначи во денешни некои околности премиер на држава. Министер за економија. Прв министер бил таму. Да. И бил најчесниот човек во тоа општество таму и со едни духовни принципи се владел цело време. Гледаме дека да се биде на врвот на пирамидата која е поставена да владее, да раководи, воопшто не е лесна работа. Значи тоа најдобро го гледаме преку Шаул, преку првиот крал. Така, и за него сакам да кажам за тој. На почетокот добро почнала, ама после како да видиме каква е Божјата волја сега. Значи говоревме за политиката од античко елински аспект или индиско-кинески така натаму. Но да видиме од аспект на Божјото откровение, од библиски аспект. Значи, ние гледаме дека во старозаветниот народ Божи не била волјата Божја, волјата на оној кој е на Севишниот, на Јахве, евреите да имат свој крал. Значи, евреите виделе од другите народи и они посакале. Не била волјата Божја, затоа што тој делувал преку судиите, односно преку оние кои преку законот што Бог открил, го организирале и уредувале животот на заедницата, затоа што Бог знаел за таа слабост кај човекот. Значи, кон власта. Кога ќе добие власт, тој добива моќ. А паднатиот човек, кој не се очистил од гревот од злото, кога ќе добие моќ, кај него гревот и злото на трета, четврта, пета, шеста и така натаму се зголемуваат. Понатаму, кога говориме за новозаветниот народ Божи, односно за црквата, ако се гледа историјата на црквата, значи имаме еден период до 4-тиот век, значи до Константин. Значи ние гледаме дека црквата во тој период била сосем одвоена од империјата. Значи говориме за Римската империја, па и се имало места каде што некои помали владетели, Евгар да превера во Едеса и така натаму. Ама тоа се по незначајни заедници. Но кога говориме за Римската империја, ние гледаме дека новозаветниот народ Божи, црквата не само што не била прифатена, туку била и гонета. Значи, многу интересен е тој момент, братушко, сигурно се сеќаваш, тоа го има опишено во Евангелието според Матеј, она кога фарисеите сакале да го искушат нашиот спасител со на паричката. Да го навлечат на тоа да трне или против Бог или против Цезарот, па за да го нападнат и така натаму, да го осудат. И Христос вели, кога им ја покажа паричката, вика, чиј е овој лик и надпис, и тие велат на царот. И тогаш тој им вели вака, тоа што е на царот, односно тој што владее. Значи, сепак во тоа време евреите биле под римска власт. Значи, тој што владее, треба да му го дадеш неговото, затоа што тој владее со тебе, а на Бога Божјото. Значи, тука Христос, освен што се одбранува и ги збунува фарисеите, оние што го напаѓаат, тој открива еден многу битен момент, како треба црквата, како тело Христово, да се раководи во овој свет. Значи, црквата се наоѓа во многу општества денеска. Значи, кај многу народи, во многу држави. И многу се различни тие. Да, и тие уредувања се многу различни, да, и секој народ е со различна традиција, карактер, препознатливост и така натаму. Значи, ние како црква мора да го почитуваме и она што е препознатливо кај еден народ или во една држава и власта на тој народ. Сепак црквата не е како старозаветниот народ Божи, тоа е теократија. Значи тамо говоревме пред малку, значи народот и верската заедница е едно те исто. Значи и сите имаат они дадено завет преку Мојсе на Севишниот. Сега црквата се шири кај сите народи
и треба да делува кај сите општества и да ги повикува луѓето на спасение. И затоа црквата треба да ја почитува власта на кај конкретниот народ, значи тоа што е од царот, чио великот, тоа што е од царот, на царот, што треба. И дури апостол Павле таму кај римјаните ја објаснува. Значи, дури понекогаш некои кои го читаат тој момент како апостол Павле говори за тоа како членовите на црквата треба да ја почитуваат власта, дури се соблазнуваат, но тој тоа мудро го кажува, затоа што сепак со едно конструктивно, мудро делување, ти можеш многу повеќе да направиш во едно општество отколку со револуционерност. Да. Ние денеска и tekako го имаме во нашиот ментален склоп тој момент на револуционерност, насилно менување на власта и така натаму. Но ние, особено ние сме од таа генерација, братушко, да сме сведоци што се донесе насилното менување на власт. Дали данас е нешто подобро или полошо и така натаму. Значи, апостол Павле ни говори дека црквата треба да делува во општеството и да го преобразува општеството, како што христијанството како Божја вистина има за цел да го преобразува човекот, значи да го ослободува од злото и да го утврдува во доброто, да го ослободува од лагата и да го утврдува во вистината, така црквата во целото тоа општество треба да делува на овој план, да го ослободува општеството од злото и да го утврдува во доброто, да го ослободува од лагата и да го утврдува во вистинските вредности. И така ќе помогне во целосно трансформирање на општеството. И секогаш кога црквата, особено црковната институција, особено епископатот, патриарсите на запад, папите и кардиналите, отстапува од овој момент, значи кога сака и тие да ги имитираат светските владетели, да бидат владетели, тогаш настапува сериозни кризи на народот Божи. И поради тие отстапувања и отстапување на некои личности, за жал после тоа гледаме сериозни кризи, дури со децении па и векови во животот на самата црква. Значи, Божите постулати се такви какви што се и секое нивно непрактикување, односно неприменување, доведува во сериозни кризи и проблеми. Така, благодарам отец Ивица. Тука ќе направиме уште една пауза и веќе ќе одиме кон завршницата на денешната емисија. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите 9-та емисија од 4-та сезона на Патот на животот на брановите на Радио Слободна Македонија. Со Тецивица Тодоров зборуваме на тема верата, црквата и политиката. Веќе влегуваме во завршницата на денешната емисија. Интересно е да размислуваме малку и за еднината. Постулатите се тие поставени уште од древни времиња. Од тогаш луѓето размислувале како да го организира својот живот и како тој организиран живот да биде благодатен за сите што учествуваат во тоа. Меѓутоа, гледаме дека од тогаш па до денеска има разни деформации и разни проблеми во функционирањето и на црквата, и на државата, на политиката. Како Тецивица ти ја гледаш иднината на тие општествени процеси, на таа дали е можна симбиоза и соживот помеѓу црквата и политиката, односно општеството, или пак едноставно тие водат кон едно разграничува? Значи, јас би се повикал на Иван Александрович Илин, еден руски православен философ, правник онака, но човекот цел живот се занимавал со философско-теолошки прашања. Значи, тој има еден текст, се вика Творечка демократија. И тамо говори за тоа дека демократијата е начин на уредување кој е најдобар за црквата. Тој прави паралела, иако многу често во црквата имаме многу монархисти, кои ја величат монархијата и така натаму, но ние гледаме дека монархијата има некои позитивни страни и така натаму, но многу е битно кој е монарх. И многу често гледаме во историјата дека монарсите ја злоупотребувале црквата. И на исток и на запад и така натаму, и во Русија како империја. Да. Значи тој говори дека
а демократијата како општествено уредување е најдобро за црквата. Но неформалната демократија, значи ние денеска сме во една формална демократија, значи да, има некакви постулати, имаш политички партии, така натаму, значи борба за власт, програми, извршна власт, судска власт, законодавна власт. Сето тоа е добро, но за овој стадиум, Радушко, но тој говори за творечка демократија, дека ние треба, односно, секој народ треба да усовршува својата демократија. Значи, демократијата, значи, особено тие што се на власт, но и црквата, треба, освен тоа што се грижат за усовршување на заедничкото живење, тие треба да го потикнуваат и интелектуално, духовното зрење на личностите во конкретно општество, и тој процес на духовно усовршување, зрење, интелектуално надградување на личностите треба да придонесе на усовршување на демократијата, односно демократијата секогаш во себе си има творечки елемент, да се усовршува, односно да ги надминува своите слабости. Кога една демократија, конгресно-македонската демократија, кога ќе види кои се слабостите, тогаш самите луѓе кои се чинители во политиката, самите представници на црквата, на интелектуалната сфера, значи сериозни, одговорни граѓани, треба да проговорат за злоупотребите, значи на оние кои добиле легитимитет да власт, значи и преку творечката демократија да се најдат посовршени модели, колку што може се разбира во овој и личности, да се усовршува тој начин на демократија. И дали може да се каже дека демократизацијата е процес што не може да запре? Само што треба да сакам овој момент да го зборам. Демократизација значи не е демократизација од соросовски аспект. Значи не е отворено општество кај што ќе може било кој да дојде па да ги да може да било кој да дојде од страна и преку невладени организации или кои се владени организации на туѓа држава или на проблематични структури да формират општество според себе и за своји потреби. Значи една зрела демократија пред се и на се работи за интересите на своите граѓани. Против никого што се вели, но за сите, особено за своите граѓани. И таа треба да ги заштитува интересите на своите граѓани и се разбира вредностите со кои живееле традиционално граѓаните на таа држава. Еве, например, ако се отвори тоа прашање, како што доаѓаат и тоа не го нарекуваат демократски процес и така натаму, за еднополови бракови, за еден куп други работи и така натаму, за злоупотреба на човекови права, значи вистинската демократија, значи вистинските представници на оние што се овластени од народот, значи тие треба пред се да се борат за вистинските вредности, за оние потврдени традиционални вредности кои со векови се практикувале и се препознатливи како градивни кај еден народ. Особено кога во Република Македонија најголем процент се православни христијани, тогаш се подразбира дека треба тие вредности да бидат, затоа што демократијата е владење на мнозинството. Значи тие што ќе добијат најповеќе гласови, кои ќе бидат избрани. И сега не може некој од страна во името на крајно проблематични цели и идеи да ми наметнува проблематични вредности, односно да му наметнува проблематични вредности цел еден народ кој тоа не го прифаќа. Значи демократијата како начин на живење и организирање кое треба да ги, како што реков пред малку, да ги усоврши, унапреди личните личниот живот на човекот и заедничкиот живот на човекот, а црквата како заедница, како духовна заедница, освен што треба сериозно да биде коректив во целата оваа работа, да го има тој пророчки момент, значи да биде гласот Божи, не Vox Dei да биде, не Vox Populi, значи да биде гласот Божи во тоа општество, да биде преносник на Божјата волја и на Божјото делување, на Божјата благодат во тоа општество. И во овој контекст, ако вака се разбере демократијата, тогаш едно општество, еден народ ќе има благословен и навистина среќен, радостен начин на колку што може да се разбере во овој свет на усовршување на заедничкото живење. Доколку политиката, односно особено тие што и ја практикуваат политиката, се оддалечат од овие вредности,
Значи, и започнат да бидат орудија на проблематични структури на моќ во овој свет, тогаш наместо политиката и црквата да бидат во симбиоза за добро на народот, тоа ќе дојде до судир. Благодарам, отец Ивица. Јас сум убеден дека денешната емисија беше интересна за нашите слушатели, дека беше и актуелна, меѓутоа истовремено и универзална, бидејќи овие вредности, овие теми од секогаш биле интересни, постоеле, за нив се дискутирало, за нив се размислувало и ќе се размислува и понатаму. Така е, по братушко. денешна Еве, емисија. од тој кога кажав на крај дека ќе дојдат во студир, не знаеме дека според Божјото откровение и пророштвата, значи колку повеќе ќе се приближуваме до второто Христово доаѓање, за жал се повеќе и повеќе и политиката, па и се повеќе и повеќе и луѓето ќе се отуѓуваат од вистинските вредности и луѓето ќе стануваат не атеисти, туку антитеисти. Тие се борат против Бога и против се Божје во овој свет. Така, добро е што ние тоа го знаеме на каде се движат работите, затоа што сепак секоја личност треба пред се самата да се спасува себе си, да оди во вистинскиот правец и колку што може на луѓето околу себе да им ги објасни работите такви какви што се, за да не бидат заблудени, да не живеат во илузија. И се надеваме дека и со ова денешна емисија ние им помогнавме на нашите слушатели да се оттегнат од таа илузија на во која не става овој свет, меѓутоа им даваме една насока за понатамошниот живот и на верски план и се разбира на општествен план. Благодараме, Душко, и се надевам дека ќе биде ова полезна духовна ментална храна на многумина. Поздрав, и мене ми остана само да кажам денешната одјава која оди вака. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Патот на животот, отец Ивица Тодоров и Душко Кралевски. Денеска е 13 ноември 2016 година. Божјиот благослов, неговото водство, милост и заштита нека бидат со сите нас. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.